По повод месецот на книгата, како резултат на меѓубиблиотечна соработка, нашата училишна библиотека доби донација од 300 книги од градската библиотека при Центарот за култура од Крива Паланка. Изминатиот месец добивме уште една донација на книги од Министерството за образование и наука. Добивме 201 наслов на книжевни изданија од проектот Нобеловци и звезди на светската книжевност. Во изминатите години иницирав една акција за збогатување на библиотечниот фонд. Во оваа акција повремено се приклучува наставници, ученици, физички и правни лица. Јас како библиотекар со хумана мисла книгата што повеќе да циркулира меѓу младите и што повеќе да се зголемува читателската младите читатели да читаат што повеќе. Заедно со моето семејство дониравме околу 300 наслови во оваа библиотека, а во градската библиотека во изминатите години дониравме околу 500 наслови. Во услови кога не секогаш е возможно да се набави она што е потребно, ваквите донации представуваат најдрагоцен начин за збогатување на библиотечниот фонд. Верувам дека училишната библиотека треба да представува душата на училиштето. Затоа учениците своите трајни знаења треба да ги стекнуваат преку читањето на разновидна литература. Значи, учебната година ја започнуваме со збогатување на училишниот библиотечен фонд за 800 публикации. Се надевам дека во иднина оваа бројка ќе расте, дека ќе бидат обезбедени подобри просторни услови и дека ние на учениците ќе им го обезбедиме сето она што им е потребно за наставата. Дали постои интерес кај учениците при Димитар Влахов за читање, освен потребите, она што го бара во текот на учебната година и надвор од таа програма? Да, учениците по правило, нели некоја, обично сака да чита тоа што не им е задолжителна литература, значи она што не им е лектира, иако секако ги читаат лектирните изданија кои што се дел од наставната програма, меѓутоа тие се интересираат за актуелни изданија, се интересираат за белетристика, најмногу бараат да читаат психолошка литература и сето она што е актуелно на светската книжевна издавачка продукција. И покрај тоа што се форсира, да речеме, електронска форма на читање, дали се задржува класичната, исто така како еден прекрасен начин на живење? Да, значи читањето на книгите не може, значи, да биде заменето со електронската форма, иако електронската форма на читање е многу практична и во услови кога немаме време, навистина добро ни доаѓа да го најдеме тоа што ни е потребно. Меѓутоа, јас мислам дека книгата живее и секогаш ќе живее.